Израелскиот парламент Кнесетот изгласа собствено распуштање, испраќајќи со тоа порака до граѓаните дека годинава по втор пат ќе одат на избори, бидејќи премиерот Бенјамин Нетањаху не успеа да состави коалициона влада до полноќ, крајниот рок за тоа. חוק התפזרות הכנסת ה-21, תשע"ט 2019, בקריאה שלישית, 74 בעד, 45 נגד. אני קובע כי הצעת החוק אושרה כנדרש בשלוש קריאות. Кнесетот, кој има 120 пратеници, почна да работи пред неполни 2 месеца. Тоа е удар врз авторитетот на Нетањаху, кој иако на 9 април самоуверено изјави дека победи на изборите, не можеше да формира владеачки конзервативен блок како што очекуваше да направи. Неговата претходна влада изгуби дел од својата стабилност во ноември лани, кога тогашниот министер за одбрана, екстремниот десничар Авигдор Либерман, поднесе оставка во знак на протест поради она што тој го сметаше за недоволна израелска воена ангажираност против Хамас во Газа. На изборите во април Нетањаху тесно победи пред политички непроверениот поранешен шеф на армијата Бени Ганц. Превирањата се појавија барем официјално поради расправиите меѓу сојузниците на Нетањаху, Либерман и ултраортодоксните еврејски партии за тоа кој би требало да биде ослободен од воена регрутација. Деновиве Нетањаху поднесе предлог за решавање на спорот кој не беше прифатен. אני עושה עכשיו מאמץ אחרון להקים ממשלת ימין ולמנוע בחירות מיותרות. אני הנחתי בפני השותפים הצעה לפתרון. Од друга страна има наводи дека до ова дојде бидејќи приврзениците на премиерот планирале во парламентот да му дадат имунитет на Нетањаху од кривично гонење и да усвојат закон со кој ќе се обезбеди таква заштита од Врховниот суд. Ниту една партија никогаш не освои целосно мнозинство во Кнесетот, со што коалиционите влади станаа традиција. Како и да е, Нетањаху во јули годинава ќе стане премиер кој најдолго бил на таа функција во Израел. Тој јасно стави до знаење дека има намера да победи и на следните избори. Но неговите противници сега имаат уште една шанса да го соборат од власт.